Dobro, ona što ja odbeleža 2022 godina во општина Василево и што ја поставивме како основна цел јас и мојот тим во општината беше финансиско стабилизирање, бидејќи за разлика од Радовиш и Конче ние сме презадолжени. Можам да кажам дека една од најзадолжените општини во Македонија по бројот на жители. Наследив долг околу 100 милиони денари и блокирана сметка од над 10 милиони денари. Мислам дека сите ќе се согласат дека ова е преголема сума за општина како што е нашата општина Василево. Од тој аспект поставената цел мислам дека делумно ја исполнивме. Стабилизацијата ја гледаме и мерило за тоа е финансиските извештаи и реализацијата на буџетот. И ние имаме реализација околу 80%, што мислам дека е една од подобрите реализации на буџетот од самото основање на општината и покрај сите економски и енергетски кризи и задолженоста на општината. Во наредниот период ќе продолжиме на стабилизирање, бидејќи се уште општината е блокирана и долгот имаме намалување од околу 15 милиони денари, значи вратив долг од денот кога ја презедов функцијата над 15 милиони денари. Се надеваме дека со одредени финансиски мерки и инструменти што ни стојат на располагање, ќе успееме идната година да деблокираме со цел да реализираме уште повеќе проекти, велам уште повеќе бидејќи и со ваква ситуација општина Василево реализираше голем број на капитални проекти. Еден од тие кои што сакам да ги истакнам и на кој посебно сум горд е реализацијата на локалниот пат Нова Мала Добрашинци, кој е многу важен за подогражденскиот регион во должина од околу 1 километар и вредност од над 10 милиони денари. Всушност, оваа година, 2022, посебно ставивме акцент на подобрување на патната инфраструктура со реализација од околу асфалтирани улици и локални патишта од околу 4 километри во вредност од над 40 милиони денари. Идната година продолжуваме со капитални проекти. Граѓаните од буџетот за идната година општина Василево може да очекуваат голем број на проекти во скоро сите населени места, бидејќи наш императив е равномерен развој во сите населени места. Посебно сакам да истакнам дека во 2023 година ќе ставиме акцент на изградбата на канализациони мрежи, бидејќи за информација централното населено место Василево се уште нема ниту 1 метар канализација и другите поголеми населени места. Ќе инвестираме и во спортската инфраструктура, ќе изградиме околу 4 повеќе наменски игралишта. Се на се, значи граѓаните, како што реков, идната година може да очекуваат голем број на капитални проекти.